Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, сведоци сме на драматично тешки времења за граѓаните и за Македонија. Најголемата закана по сигурноста и секојдневието на семејствата е токму растечката инфлација. Ценовните шокови кои се случуваат на дневно ниво. Бензините кои пораснаа за двојно повеќе, струјата која повторно и одново ќе ја покачуваат, растечките цени на сите производи по маркетите, паричниците на семејствата се празни, исто како што се намалува драматично и куповната моќ на населението. Она што фрапира во целата оваа криза е отсуството на слух од страна на владата на СДСМ и ДУИ. Тие ги одбија нашите предлози во собранието, владата да се откаже од делот од акцизата на горивата и да ја примени повластената ставка на данокот на додадена вредност за дел од производите во маркетите. Денес секој еден човек кој полни гориво на бензинските и купува скапа храна по маркетите, треба да знае дека за тоа е виновна оваа влада на СДСМ и ДУИ. Неспособноста на власта на СДСМ и ДУИ да менаџира со целата криза представува најголемата закана за сигурноста на секое семејство во Македонија. Во вакви едни околности на власта на СДСМ и ДУИ и треба, внимавајте добро, и треба дефокусирање на вниманието од животот во ценовни шокови и енормна инфлација и изголемена сиромаштија. Затоа во моментот се случуваат два паралелни процеси. Едниот е посипување на лаги, наметнување на систем на лажни обвинувања, сеење на пердови кон опозицијата, кон ВМРО-ДПМН и мене лично. А целта на сето ова е јавноста да се занимава со лагите, наместо со ценовните шокови и катастрофата во која што живееме. И за оваа цел власта тоа го прави директно, но и индиректно, преку разни спотери, нејзини полуги и платени механизми. Тука главната цел сум јас лично и ВМРО-ДПМН. Но јас нема да бркам пердови, да се борам со нивните лаги, затоа што навикнав на тоа и тоа го прават цели 4,5 години. Јавноста добро може да процени против што се борам и која е намената на таквите постапки. Кога државата ми пропаѓа, немам намера да губам време за нивните спинови и измислици. Вториот процес пак е дефокусирање на јавноста преку судски процеси и политички прогон, како што го гледаме преку случајот Талир 2. И тука да бидеме на чисто. Мојот став и понатаму е и родена сестра, ако се огреши пред законот, да одговара, но не преку политички монтирани процеси и обтруирани партизирани обвинители и судии. Немам дилеми дека треба да има апсолутна правда, безусловно почитување на законите и уставот, но сето тоа треба да биде низ правна процедура. Сакам да искористам оваа можност, почитувани представници на медиумите и почитувани граѓани, да ги пренесам преку вас до јавноста правните факти за случајот Талир 2, кој што, за жал, нити обвинителството, а нити партизираното и корумпирано судство и судија ги земаа во предвид. Под 1. Самата објава на оваа пресуда наликуваше на се, освен на она што треба да биде, а тоа е процесно действие. Истата наликуваше на политички процес во режија на СДСМ, ДУИ, обвинителите и судиите. После завршните зборови, веднаш, следниот ден, дури ни не можеа да ги прочитаат стенограмите од завршните зборови, пресудата беше веќе испишана, напишана и следеше само да ја биде соопштена на јавноста. По 2.
Истечен е рокот за да се води било каква постапка за овој предмет. Овој кривичен предмет, на почетокот мора да напоменеме дека е поднесен незаконито од неовластен тужител. Надвор од рокот од 18 месеци, од страна на сега осудената со правосилна пресуда за рекет, поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. Односно, обвинението е поднесено по истек на 16 месеци од овој рок. За ваквите процесни действија, Врховниот суд веќе има завземено став дека истите се незаконити и практично водени од неовластен тужител. Под 3. ВМРО ДПМН, внимавајте, ВМРО ДПМН во овој предмет не е обвинет, односно не е странка во постапката, а со пресудата се одзема имотот на ВМРО ДПМН, со што се повредува уставно загарантираното право на собственост. Без да при тоа се сослуша, внимавајте добро, без да при тоа се сослуша представникот на политичката партија согласно одредбите од Законот за кривична постапка. Дури и во 49-та година, кога политички се отсекувале глави на политички неистомисленици и со еден или два сведоци се испраќале на Голи оток и ни затворите во поранешната држава, имало можност да биде сослушано лицето и странката. Во случајот воопшто не бевме сослушани, немавме право да си го кажеме нашето мислење и нашите аргументи. Под 4. Кривичниот суд, надвор од неговите надлежности, поништи договор кој ВМРО ДПМН го склучила со правното лице АД Бетон Скопје, при што, внимавајте уште добро, при што го конфискуваше исклучиво делот кој е собственост на партијата. Во најмала рака е нелогично како овој договор е незаконит само за ВМРО ДПМН и се конфискува имотот кој го стекнала партијата, а е законит за партнерот во тој договор, односно правното лице, и имотот не му е конфискуван. Под 5, внимавајте добро, уште една нелогичност. Предмет на конфискација е исклучиво објектот собственост на партијата, а не и земјиштето на кое објектот е изграден. Под 6. ВМРО ДПМН на предметната локација имаше објект познат помеѓу своите членови и граѓаните во Македонија, како жолтата зграда, кој за никого не е спорно дека припаѓаше на партијата. Се поставува прашањето што сега со тој објект. Со ваквата пресуда, ВМРО ДПМН е два пати незаконито оштетен. Еднаш за новиот објект и еднаш за стариот објект, неспорен за никого дека припаѓаше на ВМРО ДПМН. 7. Иако во вештиот наод на одбраната во оваа постапка се тврди дека ВМРО ДПМН во предметниот период имала и други приходи од чланарини и од буџетот, кои биле доволни за да се купат останатите партиски простори лоцирани низ Македонија, судот по барање на обвинителството, без да обезбеди супервештачење, внимавајте, без да обезбеди супервештачење, донесе одлука за конфискација на истите. И повторно, сакам да потенцирам и да биде запишано и да биде јасно. ВМРО ДПМН не е имотот на партијата. ВМРО ДПМН е народот македонски, граѓаните на Македонија. И затоа оваа конструкција нема да ја оствари целта за која што е измислена. 8. Како обвинителството и судот утврдија дека предметниот договор е незаконит, затоа што бил несразмерен, затоа што согласно Законот за процена на имот и методологијата за изготвување на проценки за идна градба, односно идна недвижност, не може да се изготви проценка на пазарната вредност на истата. Ова е факт кој го знаат сите проценители и професионалци од областа. Од каде знаат
колкава ќе е вредноста на објектот на партнерот во договорот. Може би ќе биде 1 милиарда евра. Па делот кој што тие го отстапуваат на ВМРО ДПМН ќе биде едноцифрен број проценти. Каде знаат колкава ќе биде вредноста на тој објект? Знае ли некој? Може ли некој да донесе таква проценка на идна недвижност? Тоа е спротивно на закон. По 10. Доколку правното лице незаконито на тендери, такво е тврдењето на обвинителството, преку финансиски криминали, таков беше ставот на судијата, се богатело, зашто обвинителството до сега не отвори ниту една кривична постапка за истото правно лице. Значи, оваа предпоставка е недокажана и нема ниту еден материјален доказ. Се сведува на озборување полувистина и муабети кажани походници. Затоа, повторно напоменуваме, партијата во оваа постапка не е обвинета. Но за приватното лице и неговиот имот нема никаква постапка, ниту пак решение за конфискација на било што. 10. Судот утврдил дека Бетон е оштетен, а собственикот на Бетон на последното рочиште, пред да се објави пресудата, пред судот изјави дека договорот што го склучила неговата компанија со ВМРО ДПМН за нив бил исплатлив. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ние на се тоа ќе вложиме жалба, откако писмено ќе ја добиеме нормално пресудата, пред апелациониот суд. Не очекуваме дека нешто може во ова партизирано и октрирано обвинителство и судство да се измени, но ние ќе ги искористиме сите правни механизми кои што ни стојат на располагање, а ќе разгледаме и опцијата да отвориме постапка и пред судот во Страсбур. И правдата ќе биде докажана. Еден новинар неодамна ме праша која е причината за судската одлука за Талер. Одговорот е следен. Вистинската причина се тонењето на рейтингот на власта на СДСМ и ДУИ, убедливото водство на ВМРО ДПМН на сите анкети, зголемената доверба и нашата борба за 60 пратеници да не зависиме од условување. Ние ќе продолжиме со нашата борба, уште помотивирани и уште поконцентрирани. Единствениот начин за победа над сиромаштијата, стопирање на инфлацијата, економијата да ни оди напред, е смена на оваа криминална и корумпирана власт на СДСМ и ДУИ. Затоа што премногу е. Затоа го повикувам секој еден граѓанин да се спротистави и да се бориме за смена на власта на СДСМ и ДУИ. Гласно да го кажеме нашето незадоволство. Ве повикувам сите вие кои што сте незадоволни од ова денешно тешко и мачно секојдневие, кога едвај крај со крај крпите за да го поминете месецот, да ни се приклучите на 18 јуни во 20 часот пред владата на Република Македонија. Тоа е моментот и нема време повеќе за молчење. Време е за реформи, време е Македонија да оди напред. Ви благодарам. Ако имате било какви прашања, ви стојам на располагање. Власта зборува за можни избори во мај 2024 и од СДСМ и од ДУИ. Кој е вашиот став? Дали би чекале? Јас не очекувам од овие луѓе да кажат нешто поинаку. Нормално дека они ќе гледаат да го искористат и последниот рок за да продолжат да го крадат народот и да ја осиромашуваат Македонија. Ако вие очекувате одговорност и да го гледаат колективниот интерес, тога се лажете. Овие луѓе се неодговорни, самобендисани и луѓе кои што се изгубени во власта и мислат дека привилегијата ним им припаѓа бидејќи им е вродена од татко и дедо наследена. Не. Но ние ќе продолжиме да се бориме. Јас повторно ќе кажам, не очекувам дека веднаш на 19 јуни ќе излезе бело знаме пред владата и веднаш тие ќе замине. Но ќе продолжиме.
ќе продолжиме затоа што не е одговорно да молчиме. Затоа што сега молчењето не е опција, ќе имаме и други активности, продолжуваме со активностите во парламент, и ако тие мислат дека по било која цена може да му се спротивстават на народот, а народот е тој кој што е суверен во оваа држава, тогаш мислам дека народ ќе им се случи и колку високо летаат, верувајте ми, многу посилно и многу пониско ќе треснат. Вашиот коментар врз вчерашната комисија, анкетна комисија, во која требаше да се дискутира за несреќата во Февруарија и подобраната болница во Тетово, но власта одлучи да не го изведи во комисијата. Коментар врз фактичката состојба, тоа што веќе 3 месеци вие се остудувате дека блокирате, а уствари власта вчера одлучи да блокира анкетна уставна комисија. Па јавноста можеше да го види сторителот на дело, виновникот на дело, доколку тие имаат чиста совест, чист образ, достоинство. Ке седеат таму, ке кажеа своите аргументи, ке кажеа што превземале, ке ги повикаа надлежните, ке се спротивставија на аргументите на опозицијата, но тие дезертираа. Исто како што дезертираа многу пати во минатото, исто како на 11 ноември дезертираа, избегаа од парламентот наместо да се соочат со нивните колеги и да аргументираат зошто оваа влада треба да остане или не треба да остане, како што дезертираат кога го блокираат законот од Светска банка за задолжувањето за 63 милиони евра, нов асфалт за вас граѓаните, нови водоводи за вас граѓаните, нова канализација за вас граѓаните, за реновирани градинки, за реновирани училишта. И тука дезертираат, и тука блокираат. Не им е ова прв пат, а вчера како последни кукавици избегаа и ги оставија на цедило сите оние кои што се борат против ова, би рекол, ненародна власт, СДСМ и ДОИ. Тоа е уште еден аргумент повеќе зашто тие треба да заминат и зашто треба народ да им се случи. Господин Мицкоски, дали сметате дека проценката на власта, дека за процентот на инфлација е точна, односно го кажува вистинскиот процент, и што мислите во врска со тоа, дали ако ги гледаме проценките дека се уште ќе се продлабочува, кое е решението? Јас ценам дека чувството кај граѓаните е тоа кое што е меродавно, а чувството кај граѓаните е дека инфлацијата е прилично висока, односно дека паричникот е се потенок и дека ако порано едва и крај со крај врзувале од први до први, сега мислам до кај 20 не можат граѓаните да дојдат пристојно, нормално. И мора да се откажуваат и од елементарните работи кои што се неопходни да се помине месецот. Нормално е дека власта ќе се обидува да прикаже пониска инфлација, бидејќи тие одамна заборавиле да се фатат за паричникот. Некој друг го полни нивниот паричник, граѓаните ги полнат резервоарите на службените возила, некој друг го плаќа нивниот живот и животот на тие околу нив. И нормално е да се отсутни, нормално е да немаат чувство за вистинската состојба кај граѓаните. Но мене ме загрижуваат два параметри кои што овој период излегува во јавноста. Првиот е увоз-извоз балансот, односно покриеноста на извозот и увозот. Тука ние сме веќе на стапка која што последните 7 години не се случило, односно под 66%. Ако некогаш таа покриеност беше 75, 77, 78%, и тоа не така одамна, сега веќе сме на 66-67%. Што значи дека дефицитот во размената со странство се предлабочува. Тоа е уште еден параметар кој што влијае врз сиромаштијата на граѓаните, односно ги осиромашува граѓаните. И затоа велат имаме ликвидност во буџетот, затоа што на зголемениот увоз вие граѓаните плаќате повеќе данок, плаќате повеќе акциза, за да можат да бидат задоволени потребите на владата, односно да можат тие да уживаат неколкумина на ваша сметка. Вториот параметар кој што исто така ме загрижува е растот на бруто домашниот производ во првиот квартал 2021 година, со што Македонија е убедливо последна. Македонија е убедливо последна. Грција има 7, да речеме, проценти. Србија и Бугарија се повеќе од 4. Унгарија е 8. И така натаму, сега да не ги редам сите. Словенија исто 8. Хрватска исто 7. Фантастични параметри. Ние имаме само 2,4. 2,4%. Убедливо сме последни.
убедливо сме последни. И нормално, власта на СДСМ и ДУИ ќе ви рече, ние ќе си седиме до 2024. Затоа народ не треба. Народ треба да им се случи, за да не остана до 2024. Во спротивно, ќе нема ни место на скала. Да сумирам. Тешко се живее, инфлацијата руши рекорди, ќе пробаат да дефокусираат со разни прљавштини и фекалии во периодот што следи, но суштината е една. Тие ја промаршиле темата, затоа што се аздисани и живеат на грбот на народот, и само народот е тој кој што треба да ја покаже на оваа влада на 18 јуни деновите потоа дека треба да замине и конечно да одговара за сите злодела изминативе 5 години што се случи. И вчера бугарскиот премиер Кирил Петков излезе со 3 барања за отворениот спор меѓу Македонија и Бугарија. Каков е вашиот став околу овие 3 барања и рековте дека за вас е неприфатливо барањата да влезат во преговарачката рамка? Што за ВМРО-ДПМН е прифатливо? Па тие барања 3 се порадикални од на Каракачанов барањата. Затоа што он сега вели вака: декларацијата од парламентот, која што јас се зборувам цело време, која погледате, таа е ултра асимилаторска и хегемонистичка. Потоа вели бугарите во уставот и конечно на крај викаат договор за добро соседство. Ја не знам кој нормален човек во Македонија ова ќе го прифати. Ја не знам дали има таков човек. Па дури и овие за кои што ние мислиме дека се комплетно отсутни кога станува збор за националните интереси, мислам дури ни тие ова не може да го прифатат. Ова што го гледам сега е обид на Петков да ја одржи каква таква коалицијата во Бугарија со ултрарадикален национализам. Ултрарадикален. Се гледа дека човекот политички лута. Од либерал кој што ни се представуваше тука дека има отворени сваќања и дека ја гледа европската перспектива, до сега ултра тврди националистички барања. Нормално дека тоа нема да го прифатиме. Ние сме кажале, да одговорам на вториот дел од вашето прашање, додека не видиме гаранции на маса со кои што се поништува резолуцијата од ноември 2019 година, со кои што исто како во 2008 година, кога владата на Борисов бараше од владата на ВМРО-ДПМН тогаш да напише писмено дека нема отворени прашања, зашто владата на Борисов се сложи. Исто како кога Македонија влегуваше во НАТО, кога владата на Борисов велеше дека нема отворени прашања, такво едно документче ќе треба да изгледа, за да имаме основа да дискутираме за се останато кое што. До тогаш ја не ја гледам поентата на тие преговори. Ја не ја гледам поентата. После ова изјава негова вчерашна, не гледам зошто воопшто преговараме. Прво, господин Мицкоски, дали разговарате со вашиот правник во Демократија, што би се случило бидејќи земјиштето ќе остане доколку се потврди првостепената одлука, ќе остане на партијата, зградата нема да остане и ова што го рековте дека во предметот без да се сослуша представникот на партијата се одвивало судењето, судиката кажа дека требало да биде повикан или од другите страни, односно од оние кои што беа предмет на обвинението, или да биде повикан да се сослуша од страна на обвинителството. Не беше тоа случај. Да скратам, како ќе настапувате во жалбата и дали разговаравте што ќе се случи? Судиката кажа тоа што имаше да каже, јас нема за да ја коментирам. Тоа што имавме како коментар, затоа што ние се уште не сме ја добиле пресудата, треба да ја добиеме, ние се уште немаме написмено. Ова е врз основа на тоа што го слушавме во јавноста, кога се носеше пресудата. Ова се 10 точки каде што има процесни недоследности. Не може, ако јас и вие склучуваме договор кој што некој го прогласува криминален, само јас да бидам одговорен. Каде е вашата одговорност? По која основа е оваа зграда што лепи со нас не е за пленета, ова е за пленето? По која основа? И ако тврдиме дека е несразмерно сето тоа, од кај знаеме колку ќе чини инвестицијата на инвеститорот со која што тој исклучил јавно-приватно партнерство со ВМРО-ДПМН? Од кај знаеме, тој не ја завршил инвестицијата? Можеби таа инвестиција ќе чини многу, па за да го утврдиме, ја утврдиме цената на идната недвижност. Такво нешто не постои, од кај знаат во обвинителството и во судството. Ако велат дека
Тоа е резултат на криминалните тендери. Зошто нема ниту еден процес против таа компанија која што криминално работела и биле криминалци? Зошто нема ниту еден? Како они знаат дека биле тие криминални? Врз основа на што? Несериозни се тие тврдења. Можам да ви редам многу сега, да не ги повторно се повторувам за тоа што веќе го кажа. Има многу процесни недоследности. Јас се не ударат. ВМРО пречи, затоа што ВМРО е блиску до мнозинство. И кога ВМРО е блиску до мнозинство, се плашат криминалците. Кога се плашат криминалците, тие посегнуваат по сите полуги во општеството. Обвинители, суди и што прават? Сите се здружуваат против ВМРО и против мене лично, затоа што знаат дека нема играње. Кога има мнозинство, нема усрени, нема условувања, нема пазарења, тој што се огрешил ќе си одговара. И сега, за да не додадат тој, не мислат дека ќе ни го зададат тој удар и дека ние ќе се откажеме. Не. Ова дополнително не обедини и внатре во партијата и дополнително македонскиот народ застана позади ВМРО ДПМН и граѓаните во Македонија. И голема грешка направија. Голема грешка направија. Господин Мицкоски, во врска со тоа случај што го коментирате во врска со случај, спомнувате втората фирма, не да објасните дали сметате дека можеби има некаква си врска со можна промена на собственичката структура што беше најавувана, па потоа беше откажана, а да е поврзано со оваа присуда. Тоа е едното прашање. Второто прашање исто со присудата поврзано дека беше цитиран членот 97 од Кривичниот законник, каде што стои дека никој не сме да има корист од нешто што е стекнато на криминален начин. Зградата, судот, првостепената присуда ја смета како стекната на нелегален начин и поради тоа се врши конфискација на тоа, а не се врши конфискација на земјиштето. Како имате ли начин тоа да го негирате во судска? Ама со што докажа они дека е стекната на нелегален начин? Со што? Со кој доказ? Да рекоа ова е така. Они немаат доказ. Они имаат само муабети од ходници. Со што доказ? Зошто како може оваа зграда да е на нелегален начин, а оваа која што е изградила оваа зграда е легална? Може за втората зграда и за субсидиите на таа, пошто спомнавте фирмата, дали има некаква друга конекција со таа? Сега, ви разбирам прилично провокативно прашање, ви го разбирам прашањето. Околу собственикот на таа фирма и неговата бизнес групација се поврзани разноразни шпекулации периодов изминативе неколку недели за промена на собственоста во еден друг бизнес, не само во градежниот и така натаму, се споменуваат имиња блиски до владеачката структура, но сепак јас во моментот, бидејќи такви докази немам пред мене, не би можел да влегувам во дополнителни објаснувања. Оставам вие новинарите и јавноста да цените и да истражите, да дојдете до вистината во тој случај. И уште едно прашање, во претходниот одговор спомнавте спотери и полуги на власта. Може ли некаде конкретно на кого мислите, бидејќи дали прецена поранешниот или како го наречен коалиционен партнер Стефчо Екимовски, или има и други лица кои... Не, па јас во неколку наврати кажав партизирани, октрирани обвинители и судии. Не зборам за претходното дека вас се оценуваат лично. Дали лично мислите на него и како ќе следувате таа ситуација, бидејќи еден пратеник уште е дел од вашата коалиција во парламентот, зборуваме за Стефчо Екимовски, за партијата ГРОМ. Па изминативе денови имаше еден куп лаги и невистини лично на мене и на партијата. Ги знаете личностите кои што тоа го артикулира, но генерално мислам на новие процеси кои што се монтирани, партизирани и насочени кон ВМРО ДПМН. Конкретно на тоа мислам. Инаку, видете, удари имало, има и ќе има. Ја не сум човек кој што мисли дека тоа ќе помине, дека некои луѓе ќе се променат. На крајот од денот најгоре ветриштата најсилно дуваат. И тој кој што не е подготвен да ја амортизира таа дисипативна енергија од тие ветришта, тогаш не е за оваа работа. Така да се во животот е тест. Нема медали, нема ни тагување, ни револт, едноставно одиме кон целта која што сме ја замислили. Тие нека навредуваат, но ако вие се вртите, како рекол еден голем човек, позади секој куче што лае, нема да стигнете на целта. Господин Мицкоски, околу Стефчо Екимовски темата, како
неговото излегување од вашата коалиција ќе влие на целиот овој процес кој што го терате за, како што ви велите, рушење на власта? Ќе има ли некакво влијание на пуштањето на гром на вашата коалиција и какви се вашите односи со Јакимовски? Па, јас очекувам, нели, како што самиот Јакимовски кажа, да делува опозиционо. Така тој кажа дека ќе делува опозиционо. Не очекувам дека ќе има некакво негативно влијание, бидејќи тој самиот рече дека ќе делува опозиционо. Очекувам само да имаме поголема додадена вредност. Можеби тој не можел доволно да се размавне во коалицијата, сега надвор од коалицијата ќе може да се размавне, да делува опозиционо и ќе има поголема додадена вредност во процесот на рушење на оваа влада на СДСМ и ДУИ. Моите односи после сите овие навреди кои што ги слушнав изминативе денови, кои што тој ги искажа за мене, нема односи, мислам се прекинати. Не гледам зошто да имаме односи, сепак човекот во неколку наврати лично мене ме навреди, моето семејство, мојата сопруга и така натаму. И навистина тоа е недостоинствено да го коментирам, сепак не би ја спуштал дебатата на тоа ниво, едноставно ќе му посакам многу среќа и успех понатаму во животот и работата што работи. Веќе еден подолг период терате ова акција, прва активна блокада во Собранието, идната недела имате закажано и протест. Како сте задоволни од целиот овој процес? Дали можете да кажете денеска дека сте поблиску до предвремени избори од пред да го почнете процесот? И какви се планирате ли и какви чекори планирате во идните? Да, ценам дека сме поблиску. Секој ден сме се поблиску. Ке има и понатаму активности, ќе повторам, не очекувам дека веќе на 19 тие ќе се вразумат, ќе бидат нови луѓе и ќе речат, еве, од денеска сега навистина беше Христијан и ВМРО во право и ние ќе се повлечеме, ќе организираме избори. Ја реков дека не верувам во инстант успеси или инстант решенија, ова ќе биде процес кој што ќе трае и ние сме подготвени до крај да годиме тој процес. До кога сте? До крај, до последниот ден на буткање на оваа влада. Јас имам уште нешто за собрание и на самиот почеток на пресконференцијата кажавте дека ви ги одбија двата закони за ДДВ и за акцизи. Дали следен чекор ваш во однос на антикризните мерки ќе бидат нови закони за однос на нешто, намалување на цени, ДДВ и такви работи, или пак ќе ги поддржите антикризните мерки кои што ги најавуваат од владата? Не знаеме нели што се засега, но знаеме дека се работи за 76 милиони евра обезбедени пари од ребаланс. Самите вие рековте ќе ги поддржите ли мерките кои што не ги знаеме. Би било несериозно да поддржиме нешто што никој жив не знае што е. Ќе биде несериозно и ќе биде наистина чудно. Сепак најголемата партија која што има, нели, пледира да утре води држава, така несериозно да се однесат. Така да ајде да ги видиме тие мерки, па да видиме што се тие мерки, за да го кажеме нашиот став. Но генерално ние амблок имаме став дека секоја мерка која што е за помош на граѓаните и стопанството од нас има поддршка. Секоја мерка. Околу вредноста на тие пакети јас нема да дискутирам. Во минатото се споменуваа многу милиарди, но на крај според релевантни меѓународни институции како што е Светската банка и АМФ, односно Меѓународниот монетарен фонд, таа бројка излегуваше неколку пати помала од тоа што владата го кажуваше, односно манипулираше. Така што, еве, јас за бројките нема да дискутирам и 1 милион нека не се 76, само нека има помош за граѓаните и стопанството, ние ќе го поддржиме ако цените дека тоа е. Дали е тоа доволно? Еве, јас ви велам уште од сега не е доволно. Не е доволно затоа што само буџетскиот дефицит од стоковата размена во изминатите 4 месеци од оваа година, односно првиот квартал плюс месец април е веќе во милиарди се мери. Така да не е доволно ако гледаме неколку десетици милиони евро, но подобро нешто отколку ништо. Затоа велиме дека е потребно да се заменат и потребно да дојдат луѓе кои што навистина знаат како треба и прецизно да ги насочат помошта кон граѓаните и стопанството. Последно? Може да има некој друг од колегите? Или од вас последно? Добро. Антикорупцијска вчера објави дека фирми со сомнителен капитал добија државна помош и дека околу 5 милиони евра се потрошени за луксузни коли од владата. Дали имате коментар?
самото прашање го имате и самите коментарот и еве и тонот на вашето прашање е разочарувачки, шокантно се. Во услови на криза да се однесуваат вака како што се однесуваат, не знам што повеќе би додал. Самото прашање, самиот текст дава одговор на вашето прашање, затоа тие не се достојни да бидат таму каде што се и затоа се потребни предвремени парламентарни избори. Ви благодарам на сите, имајте убав викенд.